Македонската филмска индустрија како колумбиска телевизиска серија, драма и криминал наместо уметност. Режисери, сценаристи и критичари преку партиско-политички структури незаконски испомпувале народни пари преку Агенцијата за филм, а нивните меѓусебни врски и обвинувања се позаплеткани од најкомпликуваното сценарио. Откако режисерот Милчо Манчевски за ТВ Алфа проговори за незаконитости при распределбата на државни пари, а посочи и конкретни примери, зовреа страстите кај неговите колеги. За обвинувањето дека Друштвото на филмски работници на Македонија, кој е организатор на фестивалот Браќа Манаки, не поднесува финансиски извештаи. Оттаму вела дека било тажно што Манчевски се претворил во манипулатор кој без грам срам се обидува да ја лаже македонската јавност. Сите потребни документи се доставени и во Агенцијата за филм и во сите надлежни институции, во кои самиот многократно не пријавува. Во ДФРМ изминативе години поминаа сите надлежни контролни органи и сите констатираа безпрекорност во работата на друштвото. Сепак, документите до кои дојде ТВ Алфа, повикувајќи се на законот за пристап до информации од јавен карактер, покажуваат нешто сосема поинакво. Во извештаите од надзорот на Министерството за култура врз Агенцијата за филм се констатирани безброј прекршувања на законот, оштетување на државниот буџет, судир на интереси, непотизам и ред други пропусти. Во нив повеќе пати се споменува и ДФРМ, како и фестивалот Браќа Манаки. Агенцијата за филм незаконски во периодот од 2018 заклучно со 2023 година ја финансирала работата на Друштвото на филмски работници на Македонија, со што незаконски им доделила средства од 7.080.000 денари. Агенцијата за филм незаконски доделила средства на Друштвото на филмски работници за промоција на програмата Креативна Европа Медија за 44-тото издание на фестивалот Браќа Манаки во вкупен износ од 193.595 денари. ДФРМ за минатите 2 години не поднели ниту извештај за потрошените народни пари. Оваа постапка веројатно поминала гладко во агенцијата, бидејќи финансиски советник на директорот бил Бранко Петревски, кој пак истовремено бил и председател на надзорниот одбор во ДФРМ. Зашто од култура утврдиле судирни интереси. Реакција пристигна и од фестивалот Браќа Манаки, од каде велат дека не е вистина и не поднесуваат финансиски извештаи за тоа како трошат државни пари. Оваа невистина е злонамерна и доаѓа од човек кој и покрај политичкото менторство на доскорешната министерка за култура има кривична пријава и е под истрага од финансиската полиција и јавното обвинителство за незаконско работење на продуцентската куќа, чиј сопственик е, и тоа за повеќе проекти финансирани од Агенцијата за филм. Инспекцијата од култура пак го покажува спротивното. Во Агенцијата за филм, кој редовно без конкурс ја финансира оваа манифестација, недостасувале извештаи за 2 години. За оваа манифестација во моментот на вршење увид не се доставени извештаи за потрошените средства за 2022 и 2023 година. Тие покрај тоа што се подсомнеш дека незаконски земале пари, истите ги трошеле спротивно на договорот со Агенцијата за филм, бидејќи дел дале за 290 брендирани чадори и 290 брендирани моливи. Извештај од антикорупцијската комисија, со кој тврди дека нема судирни интереси, до Алфа ТВ испрати и филмската критичарка Ана Василевска. Таа вели дека Манчевски се обидува да го компрометира нејзиниот деловен интегритет. Судир на интереси во државата може да утврди Државната комисија за спречување корупција, а не Милчо Манчевски. Иако во континуитет со години ова лице, односно неговата Банана филм, се занимава со разноразни пријави кон мене, тие се отфрлени, за разлика од тоа што за Банана филм истраги се водат во управата за финансиска полиција и основното јавно обвинителство. Но инспекторите од култура лани го утврдиле спротивното. Таа истовремено била ангажирана во Агенцијата за филм, но била и корисник на пари кои се доделени од истата агенција. Судир на интереси е констатиран кај Ана Василевска, филмски рецензент во Агенцијата за филм, по основ на координатор на филмска програма на манифестацијата Златна рамка, проект поддржан од Агенцијата за филм. И се исплатени средства во износ од 45.000 денари за 2022 и во износ од 50.000 денари за 2023 година, што е спротивно на Законот за филмска дејност. Обвинувањата и кавгите меѓу филмаџиите се засилија откако Министерството за култура направи ревизија на работењето на Агенцијата за филм. А ТВ Алфа започна да истражува што се случувало со народните пари наменети за оваа дејност изминативе години. Сега, веројатно во обид да ја заташкаат својата вмешаност, дел од нив креваат дополнителна прашина. Клопчето доправа почнува да се одмотува.